Штипското средно училиште Кулан Ехтинин беше домаќин на работилница чиј фокус беа корупцијата и организираниот криминал. Истата има за цел да ја подигне свесност, така и младите за опасностите кои ги носат овие две зла на општеството и како тие истите влијаат во понатамошниот развој, управувањето и целокупноста на општественото живење. Еден од предавачите на оваа работилница, Методи Хаджијанев, вели дека за почеток вакви работилници ќе има во Штип и Кучани. Како актери или главниот фокус на работилницата е пред се младите, но и на сите оние причинители кои што работат на градењето на младите и подигањето и изградувањето на истите како здрави и личности кои што ќе функционираат во општеството. Има и дополнителна активност која што ќе следи веднаш по завршувањето на овој проект, а тоа ќе опфати следни други општини во кои ќе се фокусира не само на креање на свеста, туку и на градење на капацитетите за тоа да се развијат соодветни алатки со кои всушност училиштата, родителските совети, а и младите ќе бидат директно ставени на првата линија за спречување против овие две зла. Хаджијане вели дека кај младите постои интерес, со што заклучокот е дека се потребни вакви активности со кои ќе се даде придонес во однос на овој проблем. Констатацијата е дека младите се свесни дека имаме проблем на кој треба да се работи. Беше продискутирано и за тоа кои методи ќе се користат и на кој начин ќе се работи проектот со цел да се покрене свеста кај младите. Делумно се разговараше за тоа каде започнува корупцијата и организираниот криминал, односно за зачетоците и најопсечните форми од фаќањето на протекции па до учество во организирани криминални дејствија, злоупотреба на младите, дали тоа ќе биде за пролиферација на психотропни супстанции, дали тоа ќе биде за насилство, дали тоа ќе биде во учество во сексуално злоупотребување и така натаму. Значи беа спомнати и начнати теми кои што всушност ги обременуваат младите во секојдневното живење. Проектов е насловен Спречување на младите од ангажирање во организиран криминал и коруптивно однесување преку зголемување на општествената резилиентност.